Почитувани, алармираме за една исклучително сериозна ситуација која представува директна закана по здравјето и безбедноста на пациентите и медицинскиот персонал. Последне времето во Скопје поплавена е клиниката за онкологија, исклучени се апаратите за радиотерапија. Протекла вода и во просториите каде се прима терапија со радиоактивен јод. Не станува збор за обична дождовна вода, туку на избиена канализација. Ова, почитувани, значи дека најранливата категорија на пациенти е изложена на двоен стравотен ризик. Радиакцијски ризик поради протекување на вода во просторијата каде што се прима терапија со радиоактивен јод и биолошки ризик од протекување на септичка фекална вода низ клиниката. Информациите со кои располагаме говорат дека единствениот изолиран бункер со оловни ѕидови е целосно поплавен, а друга таква алтернативна просторија на клиниката нема. Имајќи предвид дека радиоактивниот јод има полуживот од околу 8 дена, јавно прашуваме и бараме итни одговори од менаџментот на клиниката за онкологија и од дирекцијата за радиациона заштита. Дали е реагирано навреме во оваа кризна ситуација или се дозволи хаосот да ги загрози човечките животи? Каде се физички сместени во овој момент пациентите кои веќе примиле јодна терапија? Ако единствениот безбеден бункер е поплавен, дали овие пациенти се наоѓаат меѓу други луѓе? Дали постои контаминација со радиоактивен јод надвор од предвидените зони? Дали е направена итна и темелна деконтаминација на просториите каде што престојувале овие пациенти по избивањето на поплавата? И конечно, дали е загрозена безбедноста на целокупниот персонал и на стотиците пациенти кои денес транзитираат низ ходниците на клиниката? Кој ќе понесе одговорност за потенцијалната биолошка контаминација предизвикана од излевањето на фекални води во болничка установа каде се лекуваат имунокомпромитирани пациенти? Здравјето на пациентите и безбедноста на здравствените работници не смеат да бидат оставени на милост и немилост на застарената инфраструктура и неспособност. Бараме итни, прецизни и транспарентни одговори, како и преземање на итна одговорност за оваа хаварија. Ви благодарам.